судија кој се нафатил да го бираат од тефтерче, тури му пепел на тој суд. Значи таму во судство има многу за решавање и проблемите се системски и се решливи, не е тоа научна фантастика. Најголем проблем во судството е непотизмот. Значи вие имате керка, обвинител, мајка, судика, татко, нотар, значи се преплетени како црева и после вика, абе добарот, па добарот и мајка му е судика, како да не е добар он. Има за тоа лек, значи се става, не знам, во апелационо подрачје, не знам, Штип, не можете по прва линија или странично до четврти степен на сродство, таму до први братучеди да бидете. И тоа е тоа. Оди ти у Гевгелија работи ако сакаш, ама сакаш, оди у друго апелационо подрачје и работи си таму као адвокат. Ама тука кај што е мајка ти, не може да... Исто така, според моје мислење, во уставот е грешката на Фрчко, они копираат од тие англосаксонски концепти, се покажа дека трајниот мандат на судиите е рак-рана. Ти го ставаш и толку, не можеш да го разрешиш после, до пензија. У Југославија не било така, после било, ама некаде 70-тите, како уставен суд денес што имаме ние, така биле. 9 години и толку, само нагоре можеш да идеш, например, од основен у апелационен па у врховен, и не можеш ти, после иди адвокат работи или нешто. Не можеш сега, ко ставаш судија и толку, он цело време си е судија, да. Истите судики што ги слушавме ние од Гордана, од тефтерчето, еве ги уште се судики. И никој нема респект спрема тие луѓе. Ама тие луѓе ни делат правда.